Здраво, другари! Здраво, криптореволюция! Денеска биткоин проби го стария all-time high от колко беше 104 000 и нещо и отиде на 106 449. Значи си се запалия дека ќе оде одма 120, па си играат комар, па е сгорија. Значи тоа се луѓе кои што не треба да ги следите, тоест не треба да го следите нивниот пример. Значи многу е лесно едноставно крипто, како што кажував, луѓе купувајте биткоин, етериум, кардано. За 10% купувајте било од кој што се технологија. Значи Binance, Chainlink, Polkadot, Stellar, VeChain, Gala, Sandbox, Axie Infinity и Star Atlas DAO. Врнат ли се на all time high, продавате го целото портфолио од тие 10%, а ако ви се ризикува, продавате 50%, а со другите чекате некој нов all time high. Значи денеска неколку пораки примав и преходните денови, вчера не можов да снимам видео. Значи луѓе џаја ми праќате приватните пораки си во стило како дека не тражат од мене финански совет, ама да кажам кога е бул маркето. Луѓе, значи прашувате нелогични работи, брат. Бул маркето се знае. Мислам му се тврдите да ги гледате моите видеа, не ми е јасно, на македонски зборам, значи не ми е јасно како не може да се сванат тие видеа. Значи ако јас знам кога е точно, значи сум мултимилионер, милиардер ќе отидам. Значи зависи од Трамп, колку пати ви кажав, зависи од тоа колку Трамп ќе смене од тие стратешки резерви у биткоин. Денеска излегна Forbes дека 15 трилиони ако ќе се убацат одма, што ќе биде хаос по берзите. Мислам дека сите берзи ќе паднат, ќе ги сруши. 15 трилиони ако се потражи, тоа е математички невозможно у еден ден да се исполни. За тоа викам, ако знам дека имат голем план, дека има за каже го голем план имат да уложат, али чека да видам дека беше. Знам дека има Трамп, еве тука гледате ликвидации 330 милиони. Значи што да ви кажам, другари, зашо викам? Бидете инвеститори, не трейдери, не да си играете тука леверидж X5, X10 преку ноќ богати. Никој, другари, јас сум 11 години, може 12 години. Ја нон-стоп, да ми извините, кажувам се 11, ја најискрено не одам на работа и више не знам дали е понеделник, дали е вторник, не знам и колку е саато и више не знам колку години дека сум више надвор од свето, дека лутам. Значи и се ми е таа некој бројка 11, забравам дека ќе помине цела година, облавам у нови години. Тоа е лошото што нон-стоп, знаете, машките ко славо помте ме и плюс тој мојот мозок не е дизајниран да помне, како тоа што ве тера таму у училиште да помнете и на памет. Мојот мозок работи трениране на аналитика и анализа. Значи седнувам, читам по цел ден, гледам, собирам информации од сите извори и трудам се со тај суперкомпјутер, тоест мозок, да ги анализирам и да донесам нека одлука што е вистина, што е лага, разбирате. А не го дизајнирам, не го тренирам мозокот да помнам, брат. Тоа е глупост у школото, да запомнеш историја, да запомнеш математика, да запомнеш глупости, брат. Хемија, физика, глупости, брат. Комплетно школото е најголемиот затвор. Ја од многу луѓе се перчат као они, знаеш, мрзеле школо, знаеле. У Америка луѓето, богатите луѓе почнуваат децата да си ги учат дома. В Македонија треба исто да се донесе таков закон. Че ти да избереш детето, дали какви сте глупости, задолжително дете требало да оде на училиште. Шо? Да го тепат таму, да го плукат, што треба да го спремаш за воин, брат, да улезе у тоа. Другарчиња има, ја кои другари ги имам од прво до четврто, ги помнам.
или от 5 до 8. Глупости, луги. Значи, училището е виж минато завършено. Тия денеска тамо училища со тия професори и наставници шо поема нема, тој партиска војска, да не го паѓам сега да го правам клипо, да го правам подкасту за таа тема. Значи, дома седнете, дома можете, имате компјутери, тоа е најголемата книга, компјутер, телефони исто имате пристап, можете да дојдете до сите информации, не ви требаат никакви наставници, професори. Тие професии ќе исчезнат, сега они уште сега може да исчезнат, само дечките знаеш да не умрат од депресија и уште не са и го кажале тоа, али најкасно 2030 тие професии како наставници, професори, адвокати и чуда, не, тоа секи биде другари вештачката интелигенција, веќе си седат на кафе шема. Така да се надевам дека има некој од нивниот сектор да гледа моите видеа за да научи нешто и дека треба да почне да учи за крипто. Треба да почне да учи како да прават профит онлайн, затоа што ја за тоа викам дигитално неписмени. Чи исто, ево, Америка почнуваат да намалуват дронови, више се у голема фаза на тест. Што мислите, кога Елон Маск ги пуште комплетно тие 2030, јас се викам може да и порано, кога ги пуште тие дронови и чуда, камиони што вожат сами, такси што вози, човечки милиони луѓе, милиарди луѓе низ цела планета ќе останат без работа. И финтата е онлайн. Онлайн, кој прв ќе научи, кој ќе совлада овие, ќе се дома и ќе прави пари. И од игри ќе се прават пари. Гейминго, ви кажав, ќе биде нешто што ќе почне да се прават пари. Финтата е не дека они многу сакат вие да седите дома и да правите пари, финтата е дека тие роботи се толку напредни, многу помал трошок е да они ги држат, да они за нив да работат роботи, отколку вие, брат. Со права, со бонуси, па одил прва смена, втора, па 8 сата, па ај на 6 ке намаламе, па сабота, недела одмор нема. Кај роботите нема паузи, така да ќе бидат сите заменети. И затоа ја негде тие кој ми рече градил кариера, брат. Каква кариера, човече, градеш какви факултети, какви глупости, брат. Ке ве затворат дома, ќе седите 24 ќе седите у градови и 15 минути ќе дава тамо да се излава, зборов за 2030 сега, уште е рано. Да се надевам дека е 2030-2035. Значи 15 минутни градови и тоа е. Дома ќе ви дадат некои тамо чекови, бонуси или тоест фактички токени, јас што зборам, чекови и кажи го и уствари ќе ви дават комплетно токени и те така, значи ни жив ни мртов, разбираш. И една мала група ќе биде надвор да надгледува тие роботи и тие чуда, како оперират, најдобрите од IT сектор ќе ви земете тамо, cyber security, cyber безбедност чуда. И тоа е. Оние другите другари, спремајте се, ќе се седете дома, гледате, до вчера беше пандемијата, беше за Фраканција, затворија дома, тест фаза, сега гледате шо лита низ цел свет. Значи, и тоа беше смешно, ја бев исмејан за тие работи. Луѓе, ја не сум Баба Вања или Нострадамус, не сум внук на Баба Вања и не сум Нострадамус. И фактички тоа се ви го пишуват. И у филмови го имат, и у музика, и у цртани филмови. Се живо ви е тоа представено пред вас. И они си кажуваат јавно, разбираш. Кармата нив не ги пипа, затоа што они више тоа ви го покажуваат. И вие не може да го сварете тај дел и едноставно живеете, како се вика, ден за ден, кафе шема, јас што викам. Ја многу луѓе се лутат кои речем дигитално неписмени, брат, кој ќе рече не постојат, со колку души спорам, замисли у Америка се, ми вика, абе глупости тоа, до 2050 година камионите нема да возат сами, човече, брат, секој ден тест тука минат камиони, возат по улиците и не знаат да разликуваат што е такво, кажи го, камиони што го возат вештачката интелигенција. Таксиња има. У Калифорнија ја ги видов пред 6 години имаше се тестира роботи. Ја бев толку шокиран до мене кој стоеше што замисли си не го извадив ни телефона да го сликам. Значи замисли го шок. Чудото се мачеше на најголемата раскрсница, чекаше брат да светне зелено за да помине, брат.
скинира си шежо. Јас, значи, ја како што сликав фактички нешто друго, значи одев на назад, значи телефонот, да, сега на ураците ми беше, сликав нешто на назад, одев на назад, удрив се у него и знаеш инстинктивно го ставив телефонот джепом да не ми падне, така нешто беше и бев шокиран, тројца бевме со Денис и гледаме и просто ништо не зборам, знаеш, и тие другите луѓе замисли таму стоевме и гледавме. Викам, брат, шо е ово? Исто имам видено дронови што се тестират, што прават деливери. Че тие деливери, такси, адвокати, професори, наставници, то све живо ќе исчезне, луѓе. Гледајте да си седнете, да си истражите за крипто. Истражете си, тоа е. Значи, ако овој чудо, гледај го, овој чудо купува нон-стоп. Гледај, нон-стоп Bitwise, гледа предикција каква дава, 200.000. Значи, тоа се вика програмирање. Програмирање на мозока и спремање на луѓето се тие работи. Гледајте го типчето шо вика. So it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation or the devaluation of your currency, whatever country you're in, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency, and so it can represent an asset that people can. Значи, шо сака да каже Тибо? Значи, просто кажува на богаташите, дава информација да се ослободуват од златото и да си купуват биткоин. Значи, златото не може да донесе таков профит како биткоин. Не може. Гледајте уназад, не може. Не може да се складира, не може да се чува. Да, злато и кеш секој се многу повеќе од овие дигитални работи. Многу луѓе викаат, ти си со сатанистите. Не, другари, ја кога имав група за мистерии, кога зборев за сатанисти, за длабока држава, за блокчейн, за биткоин, вие, другари, бевте кафе шема таму и поема немавте шо е тоа. Значи, пред цели 20-25 години сум зборил, пред цели 20 години сум зборил на овие теми и БРИКС и Русија, Кина колку ќе отидат напред, така да джабе спорете со мене упораки. Пуштете се јавно, еве имате група. Чи базе они не можат да најдат кај мене у мистерии ги мрзе да пролистат групата. Еве за 7 години ми имат исчезнано дори колку информација, ама тие има луѓе што помнат, брат. Ја овие работи сум ги кажували на луѓе што нели буквално на 5% со кочанци сум правил обет на овие теми. Правиме фантазер, научник, лудак. Значи, ја шо правев ја едноставно, ми беше интересно да седам да читам на интернет, да купувам такви списанија, чуда. И едноставно ми интересира какви работи и знаев дека они тие работи ги кажуват и после сите тие работи се онадуват. Која работа не се остварила од филмовите. Голем дел се више остварени. Стар Трек пред колку години луѓе, Star Wars, еве тие работи ги гледате, ласери, леталици, чуда. Тие таблети, компјутери, суперкомпјутери, квантум компјутери, што е се више прикажано пред колку тамо години. Значи, луѓе, мобето е, да, ово е на длабоката држава, ово е гнаса од такво човек. Ово е, што да ви кажам, секта. Што BlackRock управува со сите светски компании. Што кажат они, тоа е ово човече. Што кажат, тоа е, другари. Значи, он кој викаше биткоин не го бива, сега он замисли се зборе за биткоин. У првичните 14 години плукаше по биткоин и се некој рече, овај брат, не знае, значи замисли тип што управува со цел свет, буквално, не знае што е биткоин, не знае што е блокчейн, не знае дека еднината не бе, другари. Или кој ќе рече, он се утре може да земе да го купи целиот остаток од биткоин што останал. Ама не е тоа целта, бе, луѓе. Многу ми викат, ако биткоин вика каже го еднината, зашо не го купат тие големи корпорации гиганти? Абе не е целта да го купат. Целта е да го контролират. Целта е вие да улезете до тоа. Гледаш колку добро контролират, гледаш како манипулират маркето, гледаш како исчезнуват гледај, ликвидации 106 во 330 милиони. 330 милиони луѓе, тоа е нечии пари. Значи луѓе што се работиле цела година или луѓе што се складирале 3 години bear market и тие пари ги соберат. Значи
че он нема потреба да го купи целиот биткоин и целиот етериум или кардано или целото крипто. Финтата они го креират тоа, да нема кеш, да нема злато и фактички преку тај блокчейн сите трансакции се надгледуваат. Тие што викат, брат, нема да платиме данок у Македонија, у Америка, гадно се лажете, брат. Платете си го даноко. Не сами да го пресметувате, не дете си сметководител, платете си го даноко на време, не крийте трансакции, ништо. А ако имате опција у Македонија преку тие минувачници, мислите ке нешто ќе направите, правете. Али, пријавете си го културно, значи у држава, без разлика слаба, јака, не умира тоа да ви го забрават даноко. То секош ќе остои на рекорд. Платете си данок за мирно да спиете. Ќе станете богати, кога ќе најтребе да уживате, државата ќе ви тропне на вратата, дужите. Значи најголем финансов криминал е ако не си платите за крипто, да знаете. Чи за кеш може компании да не ве фанат, нели, денеска, утре што се вика, али за овоа трансакциите на секој, дури на маме, на се што ќе купите тука, тај блокчейн тоа го чува. Тоа е неунишливо. И таа држава секош има пристап. Дури да мислите дека постојат такви работи, дека апликации, чуда таму ќе успеат да го скријат, не постои такво нешто. Има тулс, имат алатки што све може да пратат. Дури јас пред колку години спорев туку групата дека Monero и Zcash биле, не можеле таа Monero, Diamond Ring, никој не можел да го прати. FBI има такви алатки да ги прати тие. FBI овој каже го Monero и Zcash е форк од Bitcoin, многу јака технологија. Е креирано исто и Monero, многу јака технологија, креирана да не може да се прати и наместо да праќа тим на луѓе. Замислете си вие, например, една мафијашка организација, колку луѓе треба да се инфилтрира унатре, значи тоа е ризик, треба да се потрошат многу ресурси за тоа злосторничко, само да се напијам вода, јас извинувам. Тоа злосторничко здружување да се уапсе, значи тоа злосторничко здружување да се уапсе, постојат многу ресурси треба да се потрошат и човечки животи се ризикуваат, така ли? Значи, ако они ги, гледа шо рекламират, шо да ви кажам, Coin Telegraph, гледај. Место да зборе за Cardano, за Star Atlas, шо да ви кажам, другари. Значи имате председател луѓе кои што брмља за ово. Значи, многу ресурси трошат и финтата е да не се ризикува човечки живот. Тоа е стрес, тај тим што е работил, што е бил на работа да го ликвидират, ако го откријат, и фамилијата треба после ако се открие да ја преместат од друга држава. Америка има цела програма. Тука луѓе сум видел, например, работи тие undercover што се убацени, тоа е, братче, професионалци, значи, да, постојат и у Македонија. Али сега не можам да зборам на таа тема, пошто нели збораме само за крипто, не е за македонската политика, е забранено кај мене. Тоа е у други подкасти, друга група треба да направам, али сакам да ви кажам, финтата е креират Zcash, креират Monero, сите криминалци купуваат мислејќи дека ќе скријат, а уствари овие онлайн ги пратат комплетно со тие алатки и која требе, кој ќе соберат доволно докази за багимите да се поменат у затвор, едноставно ги затварат. Значи тоа е тај блокчейн, братче, и тоа е тај крипто. Значи преку ово нема шанси да се скрие ништо. Значи тоа ако мислите дека како многу луѓе што ми пишуваат, брата, имам некои пари, ќе купам шо да купам, ќе ги скријам, те у биткоин да стоат луѓе, тоа сте комплетно дигитално неписмени. Значи не постои такво нешто да вие купите крипто и да криете пари од државата. Тие глупости, дури пораките што ги пишувате ви стојат, утре може да бидат употребени против вас. Не ја да ги злоупотребам, туку треба да сванете дека не дека вас ве следат 24 сата, тоа се програма, се што пишуваме, се што збореме, тоа се прати и се складира. Утре кога ќе криете некои работи да не платите данок или било што, тогава ви се отвара тоа досие, све е зачувано и ќе видат типчето тоа зборил, ово зборил и ќе ви додадат плюс некои работи таму. Неколку годинки. Така да, луѓе, платете си данок и не се глупирајте пораки да ми губите времето на секој да му објаснувам. Не постојат такви глупости кога вие ќе купите крипто и ќе се скриете од државата парите.
Значи ништо не се крие, значи се што се купили го купувате без разлика дури да го купувате преку криптоминувачица, да знаете дека знаат. Знаат кој сте, што сте, на кој волет го префрлувате, колку пари, одека ви се тие пари, све живо се знае. Тие поздрав до мафијаши, ако има Македонија што мислат дека кријат, ништо не криете, брат. Може да криете со кеш и со злато, тоа се тешко прати, али крипто не. Крипто се сите фанани до сега што купуваат мафијаши. Значи гледај, Булиш формер, тај прај министер. Значи тие више му улизело пензија, ама нели, кажале са му папет и марионетка. Сигурно прај министер нема на тај да остае там демократијата, да го се оставили тие таа длабоката држава и излае сега му кажуват ки кажеш, у тај требе да купуват и типчето гледа што вика, биткоин може 850.000 долари да стигне од парче од биткоин и сега некој ќе му се смеат, че ја ќе му ставам лайк, пошто има логика. Ако 15 трилиони Америка укара до краја на у целиот бул маркет, че биткоин стварно може да отиде не до 850, ама колку испадне околу 700 и нешто илјади долари, 750.000 долари ако се 15 трилиони маркет убаце, само биткоин да речеме, нели Трамп тоа планира, не е прочитано за друг такво, а замисли па биткоин колку ќе ги напомпа другите, али ако у една година Трамп на бул маркет убаце 15 трилиони у биткоин, не знам дали е точно тоа Forbes што го зборе, значи тој биткоин многу лесно може да отиде и 700.000. И така да седи што се продели на 100.000, на 150, 100, на 200, ако го напумпат многу повише, тие се више испаднали. Тие у паника, целиот биткоин што се определи на 100 или на 200, ќе го купуваат на поскапо и после тоа одеднаш ќе срине и парите ќе заглавени, ќе стоат 4 години. Значи само да не испаничат да продават. Значи овие сите луѓе што се појавуваат, тие се што мислите, овај нема сега, не може да ужива у пензијата таму, со внуците, текнала му за биткоин ќе зборе на тие години. Значи, тоа е шоуто, луѓе. Џо Роган, неле, типо бил за слободи, луѓе, ово си е, ако чим е жив после толку години, ово е контролирана опозиција се вика. Значи, типо, на YouTube кажуваат му ќе збореш тоа и таа тема и он сега тука глуме лудило, као демек он не просветлува, он кажува за вонземјани, за блокчейн, за mushrooms, како било, тамо други димензии се улавало 300 чуда. Да, интересен карактер, мене ми е умилен. Му е на лайк, умилен е, стварно уживам у неговите, немам подкаст, му немам испуштено, али типо, брат, чим е жив, до сега типо е нивен, разбирате ли? Што се новите дигитални цијаши, што дават му, форсират го, гледаш, милиони го следат и као демек типо нешто, тука е сега просветлен и он нас ни кажува што е како е не другари, он дека е многу интелигентна личност затоа што е специјално трениран агент за да зборе на овие теми, исто како и што е тај Тете и сите други погоре што ги онадов, како Майк Селор, како овај Трамп. Луѓе, јавно што се појавуваат лица и однаш кога ги следат милиони и уште се живи и зборат на овакви теми кои што нели 14 години се блокирани, тоа е да deep state државата, длабоката држава сака тие луѓе да се тие што ќе ви информират и никој друг. Секој друг што ќе се појави е елиминиран. Така да тие работи дека кажи го OBS студиото ми прави некој пат сериозни проблеми, ми го закочи ми го целиот Brave браузер. Не ми е јасно тоа OBS студио што скинира, што прави, чи банана програма. Гледај, успеа да ми го блокира компјутерот или програмата, програмата може да му позадина да ми го блокира, пошто копам Star Atlas, може да е нешто и тоа да ми блокира. Гледа, последно е BlackRock Spot BTC ETF holds 2,55% и упорно гледаш. BlackRock, Bitcoin, Joe Rogan, Saylor, BlackRock, Bitcoin, Trump, Trump, Sui, Ripple, че тие работи треба да ги гледате, разбираш. Мен за тоа ме нервира, гледаш, не зборе Cardano, не зборе Star Atlas, не зборе за други некои игри. Значи упорно истото е. По тоа ќе знаете
кои си нивни проекти и кои работи планират да ги пумпат. Гледай, Sui, Ripple, Bitcoin, Ethereum. Гледайте го луги ово сега. Например, гледай сега, Bitcoin projected on the European Central Bank. Значи, истата банка, која ще пред 15 години плукаше по биткоин, кажуваше дека е пирамидална шема, да не го купуват, луѓе ќе ставале у затвор, ќе давале на овие кажи го на данъчните служби да видат кои си тие луѓе што купуват биткоин, тие криминалци, да? И сега они ова го надуват. Значи немат си срам. Чисти тие банки што кажуваа на Facebook, на Instagram, блокира канали, бришија канали. На Twitter луѓе не можеше да се, кога излег на Twitter, не можеше да се збори на биткоин, да знаете. Не можеше, блокира ги. Може нивни контролирани таму такви што пумпаа профили, може. Еве на мене, например, са ми бришале овакво. Значи ти не си финансов советник, ти не можеш да збориш за биткоин, не можеш да збориш за Cardano, не можеш да збориш за крипто и ми ги бришија таквото. Добро, да, Елон Маск е едино позитивна работа кога дојде, ги онаде, ама најпреходно како се викаше Клошер со извинение, зошто не е у затвор. Како он блокираше нешто и сега и он дори почнува сега просветли се, да забравив му името, не е достоен да му го запомнам, а јас сум многу слаб со имење. Дека е да лежи у затвор. Значи он 15 години не нас блокирал, не 15, не знам са Елон Маск колку држи. Значи 10 години не е блокирал да не постираме за крипто и за ово. Беше забранено. Мене ми бришија таквото. Сите стари објави од пред колку беше пред 11 години, не може да најдеш ништо. Најстарата е 2019 таа. Што да ви кажам? И се Sailor, тоа се вика програмирање, брат. Значи, брат, ова е Sailor, масон, тип гледаш ностоп. Црно облечен, 33 левел, типчето го има у сите кругови, експерт за технологија, експерт за... Само него го викат. Шо овие кој телеграф не е викнат мене? Да рече, чекај, брат, ностоп, не лайкнуваш, споделуваш, кој си ти идејата го видиме, портфолиото, пред колку години си зборил. Се он, брат, исти тие фаци, разбирате, тоа е. Тоа се вика луѓе програмирање, значи имат ги тие, тоа е медиум, криптомедиум и кажуват его на сите он телевизии, сега тука ќе го спасува свето. Па нешто за блокира. Значи добре дојдовте у Америка со нивниот многу јак интернет од 100 и колку плаќам, $120 мислам дека е. Другари, што да ви кажам. Да се надевам дека не ми се прекинало видеото. Другари, билионер Дан Бан и од Pantera Capital Holdings и гледај го, Тон, Сол и он, и шо е, брат, купил нешто и не знам што да ви кажем. Visa и Mastercard зборат за Just in Bitcoin market cap of over 2 trillion is larger than Mastercard and Visa combined. Значи истите тие две кои што пред 14 години се смеја, блокира, не може да се купува, ще гледа го. Биткоин ги поменува. Значи и истите луѓе да знаете, у Македонија прават проблеми Mastercard и Visa. Значи не македонските банки, по моја информација вчера кажав тоа, не преходниот ден предвадена кажав у видеото, дека Mastercard и Visa, затоа што државата не е сериозна Македонија за крипто, нема регулирано, нема сериозен план, пошто калето уште не е кажало да имат. Значи и Mastercard и Visa уште блокират македонци и прават проблеми на македонските банки да не можат македонците да купуват. Че македонците трябва да се сиромашни, македонците трябва да се робови, македонците трябва да се уништени и последни да упаднат у крипто на најскапото, разбирате ли? Че тоа е. Да ме прашате мене, да има некоја друга опција, треба овие да не се ни користат, да има нешто, не знам, со кеш да идеш да купиш и да се чуваш. Али за жал овие две ѓубриња мора да ги имаме. Его па, BlackRock, Michael Saylor, BlackRock, Трамп. И тоа е луѓе, и се многу луѓе ми викат, видија, брат. Че уместо видијате, брат. Што да правам секој ден, или исто брмлят, знаеме, чекаме го, се форсират си, Венек, predict Bitcoin, Ethereum, Solana and Sui all time high. И што мене интересира за, например, што се овие кажале, Bitcoin ќе бил 180.000, Ethereum 6.000, Solana 500,
Суи 10 и по некојата логика, значи, чим они кажуваат за некој нели да не се суди со нив, да не се тужи, да речат промашили се, значи биткоин ќе иде 200.000, Ethereum ќе иде 7.000 и 8.000 или 10.000, Solana ќе отиде 1000. Суи значи ќе отиде 20-30 долари. По мојата аналитика да видиме дали ќе биде така. Што да ви кажам? Значи форсират си нивни проекти, форсират си нивни токени, нивни, затоа ја например многу ќе ми речат луѓе, што не истражуваш? Зашо да истражувам луѓе? Значи јас сум Bitcoin, Ethereum, Cardano и 10% гейминг. Значи не се ми интересни више тие, Solana немам, Sui немам. Не можем, јас сум 11 години у крипто, не можем да ги трпам, брат, да би ставил мој пари, иако знам дека ќе направам профит, знам да проценам, например, колку ќе иде, кога да го флипнам, кога да го продавам, и како Ripple, не можем да ги психички да ги поднесам, што ги гледам 11 години, посебно Ethereum, таму колку 9-10 години постоje, не ме држете за збор, слаб сум со бројки, чисто онака, нели, кажувам, колку пари потрошив за тие трансакции, брат. Комплетно нефункционално. Комплетно нефункционално и упорно го форсират и ќе си остане за секојш, братче, тук. Ево, брат, Трампчо, ево, Майкл Селорс, MicroStrategy, ево, па него, значи, гледај, ево, Швейцарија, се отвара на Сатоши, кажи го, стато, мислам дека неколку ги има или оваа истата ја више надуват, или оваа е друга, символично е Швейцарија, брат, ние 99,9, ја не можем да си дозволам, замисли. Ја кој истражував да се преселам у Швейцарија, цените се science fiction. И ти вика крипто фри, нели, оно нема данок, али ој па се пресели. Иначе, многу добро они знаат што е Сатоши Накамото и кој е креаторот. И да не улавам. Треба да направам видео. Леле, многу јака работа. Нов Зеланд се отворила ATM, биткоин такво. Идеш на неа, интересно, нели? Изгор скапо, тражи ти па чудо од документи, ти не можеш да пристапеш да купиш само да ставиш долар или картичка, ако ти комплетно не унесеш документи. Значи тие ATM машини, глупост жива, значи испаднаем да ве гледат сите таму, дека купувате биткоин, да речеме на голема сума, и баш пред некој ден, не се сеќавам која држава беше, некоја баба оде со голема сума да купи и ограбија ја, чекаа да купи и го украдеа биткоин на тоа, на шо излегна таму. Не се сеќавам, на Лисли, не знам како го беше префарила, не се сеќавам и украдеа и го. Не се сеќавам кој беше, треба да го најдам тоа видео. Гледа, Суи Сол, една објава нема за Cardano, кој интегрирав, една, нема за Cardano, нема за Star Atlas, нема за други игри, да речеме, едно та исто, брат, тие се Помпилиано тамока и како BlackRock has boosted, исто ти, Coinbase ја форсират, Coinbase, што да ви кажам, катастрофа од берза, ама си ја форсират, сега се поправат, надуват. Сенатори зборат, значи до вчера тие сенатори блокира, смеја се на биткоин и сега сенатори имаме зборат за биткоин, братчи, за крипто, тоа е еднината. Што да ви кажам. Мене ми е више досадно овие, морам за жал да ги листам, ама мене ми е досадно ово 14 години иста пропаганда прават. Далеко сме ние луѓе од дека ово е, кажи го, чекај да е само Japanese National Bitcoin Reserve. Значи, кој ќе упадат, и Meta, чекај само да видим, Near Protocol has full compatibility with Ethereum wallet provider, MetaMask. Тоа MetaMask е, не знам, најлош такво што сум го користил. Значи, катастрофа. И многу македонци да знаат имат заглавено, со customer support не се може да се оправат. И ја никош нема да го користам. Нешто кој заглавам, колку сага да се оправа, нема шанси да го користам. Трамчо. Binance луѓе.
Изпаднав управо од како постоje, не сеќавам колку години. Зборам само Binance, сите амерички берзи пропадна, проблеми со customer support, со чуда. Binance намерно ја затворија у Америка, а испадна стварно, замислете си, од стотици берзи успеав да направам толку добра аналитика и да испаднам управо за тоа дека тоа чудо ќе е доста безбедно. Ја мислам, овај bull market мош нема, ама или после Трамп кој ќе каже го упадне. Amazon и Microsoft исто, мислам дека голем дел од кешо и други амерички компании, голем дел од кешо ќе го сменат. И другари, јас претерав со ова, 35 минути. Значи, гасам, поздрав, фала на сите што давате поддршка, кажав, кога ќе заврши bull маркетот од 2025, кога ќе завршат сите гейминг токени, кога ќе направам добар профит, тие што давате поддршка со коментари, што споделувате, што сте позитивни, да речеме, што си прашувате, слободно прашувајте. И тражете, например, на која тема се прават видеа. Значи, ќе изберам кои се најактивни луѓе, нема да биде еден двајца, значи, кај мене која ќе е награда, ќе видиме што ќе биде од гейминг ли е, токени или ќе видиме што ќе биде. Значи, за многу повише, не еден или двајца, за сите активни што се, ќе изнајдам начин како да и се раздужам. Значи, финтата за канало е да еве, сега имаме 1926, полека се враќаме нормала. Значи, финтата е да го билдаме канало, не за профит, да го билдаме канало за да има награди у гейминг заедницата, па и другите што се активни, нели? И да може нешто да се изграде, како вие, мен не ми требат награди, како на вас да се дадат награди. Тоа е, другари, поздрав, можно е сега да направиме второ видео за Binance што ми тражат за кои токени да се стават на Staking Rewards. Чао!